Се наоѓаме на локација на која што редовно доаѓа до излевање на водите на реката Вардар. Од поплавите штети трпат домовите и нивите на повеќе населени места: Егуновце, Раотинце, Туденце, Копанце, но и други. Ова подрачје е постојано во опасност од нови поплави, а власта нема превземено ништо за да се спречат. Согласно проектот, за да се санира коритото на реката Вардар, во овој дел од општината на Егуновце потребни се 6,5 милиони евра. Со оваа санација трајно ќе се заштитат домовите и нивите на луѓето кои до сега претрпеа големи штети. Бараме владата под контрола на Никола Груевски веднаш да запре со изградбата на панорамското тркало во Скопје, кој што чини 18 милиони евра, а овие пари веднаш да се инвестираат во санација на коритото на реката Вардар, но и на други места, каде што имаме можност за појава на нови поплави. Веднаш по изборите во Македонија доаѓаат нови времиња. Новата власт, предводена од Социјалдемократскиот сојуз, најавува голем инвестициски циклус во инфраструктурата. Планираме да инвестираме 10 милиони евра годишно во системи за наводнување и одводнување. Во консултации со граѓаните веќе подготвивме приоритетна листа за рехабилитација и реконструкција на постојните, но и изградба на нови системи за наводнување и одводнување. Во овој регион, покрај санацијата на коритото на реката Вардар овде, ќе обезбедиме и фекална канализација за 11 населени места во општина Егуновце, фекална канализација во општина Теарце, фекална и атмосферска канализација, како и уредување на речните корита во Бравеница, канализацијска мрежа за Боговиње, до изградба на канализацијската мрежа во Желино. Планираме за 4 години да го подигнеме процентот на бројот на села со системи за одведување на отпадни води од сегашните 18 на 40%. Доаѓаат нови времиња во кои што интересите на граѓаните ќе се на прво место.